Почитувани гледачи, го следите најновото издание на емисијата Спектар. Изборите, како што знаете, се закажани, па сега повеќе внимание ќе им посветиме на политичките партии. Гостин во емисијата Спектар на телевизија Кисеменада е господинот Јорго Огненовски од партијата Демократи. Добро дојдовте во емисијата Спектар. Благодарам што ме поканивте и драго ми е што е ова втор пат, да можем да кажам, гостувам во Тетово на регионална телевизија како што е вашата и сакам да ги поздравам граѓаните на општина Тетово, на Тетово и се разбира граѓаните на цела Македонија. Пред да започнеме со политичката партија, да кажам за вас вест од Битола, битолчани ве знаат цела Македонија како лидер на партијата Демократи, меѓутоа еве за полошката јавност да ни кажете кој е господинот Огненовски. Јас можам да кажам роден сум во Битола, потекнувам од работничка фамилија. Родителите, мајка ми родена во Битола, татко ми во село Љубоњо, дедовците ми се во Смилево родени. Завршив основно и средно образование Битола, економски факултет во Скопје, каде што останав и работев во две битолски фирми како комерцијалиста. Почнав да се бавам со карате, со тенис, но најголемите успеси ги имам постигнато преку каратето. Бев повеќе годишен првак на поранешна Југославија во карате. Имам освоено повеќе пати во полутешка категорија. Бев шампион во Југославија, во апсолутна, исто бев трет. Во Европа петти во светот со репрезентацијата на Југославија во групна конкуренција. И исто после завршување, негде околу моја возраст од 30 години заминав за Америка, каде што останав да живеам во Лос Анџелес. Во Лос Анџелес формирав две компании, едната се викаше Geo Production, другата Hollywood Star Entertainment за производство и продажба на филмови, играни филмови. Се појавува во улога на продуцент, режија, сценарист и актер и јас бев собственик на овие две компании. А исто така се бавам интензивно како дипломиран економиста. Имам големо познавање, скоро 25 години со берзата, значи со маркетот, како да кажеме, и тоа ми дозволи да стекнам огромно искуство, се разбира, од Америка, од тој целнивен систем, не само за економијата, туку и други политичкиот систем, правниот систем, што ние, за жал, го немаме во Македонија, не функционира како што треба. Да, и од таму 30 години може би го гледавте филмот во Македонија кој што беше реален, одлучивте да дојдете тука и да формирате партија. Кој беше поривот, целта да се вратите од Америка и да влезете во политичките води? Поривот што викате е многу едноставен, јас доаѓав често, останував подолго во Македонија, никогаш не сум ја напуштил Македонија, тука имам мајка, родителите ми живеат, се разбира. Во конкретниот случај имам брат и имам своји пријатели, роднини и ја сакам Македонија, се разбира. После, да кажам, осамостојувањето, Македонија видов дека како држава на место да оди нагоре, оди надолу, одредена група на луѓе, владеачките партии кои што поминале во овие 30 години, значи сигурно, безбедно се сами финансираат од буџетот на народот. Јас викам не државен буџет, буџет на народот. И тоа ме мотивираше не повеќе дека видов на место после 30 години постојање како независна држава, на место да одиме напред, ние тотално пропаднавме во секоја сфера од општественото живење. И тоа ми е единствен мотив, а најважно ми е, гледам народот како страда, гледам што ни се случува и во последните 30 години многу партии се формира, заеднички работат. За жал, досега нема партија формирана кој што стварно сака да му поможи на овој народ. Све се тоа блефери како со карти да играш како коцка, бивши политичари, бивши од сите овие, да не спомнам политичари, имаш и преседатели, имаш и не знам што, и што нешто, градоначалници, па имаш советници, на големите, јас викам во наводници, ствари те се мали, многу мали, затоа што не заслужуваат да бидат и наречени големи политички партии. И сватив дека нема кој да нас како народ, како граѓани, да не брани. Јас лично се осеќам небезбеден во оваа држава од многу причини. Сега би спомнал на почеток, например, ние во многу градови и села дишиме отровен воздух. Значи, животната средина е катастрофа.
колку има контрола на пестициди, каква вода пиеме, да не зборувам вие во Тетово тука. Како можи, ние постојаме независна држава 30 години, вие вода да немате или да имате огромни проблеми со водата. И тоа ме мотивираше единствено заеднички со честни граѓани, затоа што во Македонија има одредена група на граѓани, а тоа се политичарите повеќето, честна исклучоци, и одредена група на граѓани кои што ги поддржуваат овие владеачки партии во Македонија да опстанат, а да не зборувам за медиумите и тоа ќе го кажам, кои што ги поддржуваат и ги одржуваат на власт, за да понатаму можат да не ограбуваат, уништуваат. Делата нивни до сега во овие 30 години ме мотивираа. Нема кој нас како народ, како граѓани да не спаси. И затоа ја формиравме политичката партија Демократи со честни граѓани кои што не биле во политика, немале функции, не направиле криминали, дали се тоа стопански, дали се политички. Тоа ме мотивира. Единствено да заеднички да направиме држава. Да. Што ќе понудите на граѓаните, кои да речеме вашите заложби, првенствено и ургентни заложби за спас дали на економијата, дали на безбедноста и слично? Па за нас најважно е да се промени политичкиот систем. Значи ние имаме проблем во системите, дали тоа е политички систем, дали е систем за социјала, дали е за економија. Значи ние имаме огромен проблем. Што сакаме ние како демократи да направиме? Да го промениме од корен политичкиот систем. Прво би кажал, треба поитно да се направи попис. Значи, кажувам секогаш, пописот не е да се направи да видиме колку сме како по религија, по вера, по националност. Пописот е многу битен за да се планира иднината во економијата, во здравството, во образованието. Значи, и се друго што ни е потребно во Македонија. Без попис ти не можеш да одиш на избори, треба да се прочисти избирачкиот список. Кај нас го законија, значи ова и избирачките закони ги озаконијат. Јас ги викам криминални закони. Затоа што замислете денес во Македонија и мртвите гласаат. Ти ако немаш стварно прочистен избирачки список, нас во последните да кажам 10 години и пред тоа Светската банка објави дека 500.000 работоспособни кадри заминале од Македонија. Ние велевме пред тоа сме 2 милиони и нешто, дали сме сега 1,5 милиони, никој не знае колку сме. Кажуваме дека 1.800.000 нешто илјади гласачи, тоа е невидена лага, за да се разбира во интерес на владеачките партии. Друга работа што сакаме покрај што да го се промени овој систем, значи, многу е важно во собрание, значи, да се донеси закон, референдумот да биде исклучиво врзувачки. Што тоа значи? Не како до сега, како што беше за референдумот, пример, за промена името, тоа беше чиста шпекулација, манипулација со народот, бидејќи беше консултативен. Значи, во една држава нормално не може да постои консултативен референдум и обврзувачки, затоа што референдумот е на најголемо нешто каде што граѓанино излегува и одлучува за гласање. Како демократско право. Значи, што сакаме покрај ова да биде обврзувачки, сакаме сите најважни работи, дали е промена на уставот, промена на име, инвестиции огромни, со милиарди евра, дали ќе земаме 2, 3, 5 милиарди евра, секојаш да се носи на референдум. Значи, за најважните, за помалку се важни работи, собранието може, затоа што веќе изгубивме довербата во собрание. Гледате каков криминал постои. Значи, во собрание имаш политичари кои што се менуваат, ништо не прават. Напротив, што се случи во нашето собрание? Сите во собрание сакаат да земат патни трошоци. Не знам какви трошоци, трошоци за кирија. Значи, ние фактички имаме 120 пратеници, сакаме да направиме 27, за ова мала земја што ќе ти? Во Америка има 100 сенатори, тоа се како пратеници, 330-340 милиони народ. Значи, ова не е видена плачка на народот. Друго што сакаме да промениме, значи, сакаме да ги намалиме сите министерства што се. Нема да имаме ние 25, 26, 27 министерства, ќе имаме 8, 10. Да не зборувам за овие што се други институции. Па ние имаме, значи, преку 130 и не знаеме кои се тие, па не знаеме ни што работат. Значи, хаос е во едно министерство ако имат 800, 500 или 1500 вработени. Зошто ни се толку потребни? За возниот парк да не зборувам тоа да се намали. Значи, сегде кај што може да се намали, дали ќе биде 80, 90%, помалку повеќе,
Значи, треба да се направи тотална ревизија и организација. Каде парите се трошат? Исто, зборувам, дека ние направивме некои општини. Ама некои општини не можат самите да обстанат така да народни пари, државни пари, народни пари, пак викам, одат и ги финансираат. Треба да се намалат. Тоа е направено соедно за да ги поделат по некоја си чиста етничка или повеќе да има од некоја за да може да ги користат како гласачи на изборите. Исто што во тој политички систем, гледате што ни се случува. 90% од парите, сега од буџетот што е доделено 0,15% од буџетот, околу 4,5 милиони негде, 90% политичките партии што имале, нешто има, што имале пратеници ги земат парите, бидејќи тие, викам, имале, затоа што имале вчера, завчера. Собранието распуштено, овие се нови избори, сите почнуваме од нула. Тука ако веќе се делат пари и зборуваме за пари. Ако се дадат, ние сакаме најпоќе на една политичка партија или воопшто политички партии што ќе се пријават на избори, да се додели не поќе од 200.000 евра. Што е ова големите, мислам, младечките партии добиваат по милион, милион и нешто годишно секоја година, кои ќе додат на избори така. Па после за аналитички центри уште 100, 200, 300.000. Тоа да се промени. Исто време траење на медиумите. Значи, за партиите кои што наводно немале порано пратеници, за сите партии што сме пријавени, сега во конкретниот случај на овие избори, на превремените, сме пријавени 10 партии. И ние таа 60 минути, 60 секунди, извини, ако е минута или две, го делиме. А додека другите владеачки партии што имале пратеници, пак векам, тие добиваат, значи, нешто. Тука е веќе направен пако законет, криминален, избирачки, овој систем закони направено. Ние тоа го знаеме. Си носат одлуки кој ќе му текне да се зголеми нешто за пратеници за нивните партии, одма ќе се соберат 110 и 105 пратеници. Ако се работи за важни прашања, тогаш не може да се соберат. Сакаме да промениме политички систем, значи изборниот модел е тотално погрешен. 6 изборни единици, што делиме ние? Како не делат? Пратеникот... Колку да лошо ќе влие на овие, да речеме, релативно нови партии како вашите? Не само тоа, ова е систем промене, не е битно за нашата партија или за новите други партии. Значи системот го променуваш, треба да биде една изборна единица со отворени листи без праг. Зошто го кажам? Затоа што ти како пратеник, ако бидеш избран од гласачите на Македонија, ти сите ги представуваш. Се извинувам, не го представуваш само шеската тетова или гостива, или петката кај што сум јас носител, пример, да представувам, правиме муавет. Во конкретниот случај ние имаме тука носител, се разбира, за во сите 6 изборни имаме пријавено и тоа Изет Зенеловиќ, тоа е прекрасен човек. Значи, ние сакамо, затоа викам, системот треба да се промени политички, тоа ни е најважно. И се разбериме и други точки од овој систем што се да се променат, што не би сакал сега сите баш буквално да ги кажам, али без тоа ние не можеме напред да одиме. И што ни се случува кога нема една изборна единица? Кога не се отворени листи, тогаш гласаш ти за броеви некој. Ние сме број 2, некоја друга партија број 5. Што е ова, бе? И го знае само првиот носител, а наводно после можеш да прочиташ. Значи, ти кога гласаш за политичка партија. Не. Нека се отворени листи. Ако се понудени 120 пратеници, што реков на почетокот, ние сакаме да промениме на 27, ваква лудница и ова сиромашна земја треба да се намалат трошоците, поготово на политичарите. Ако сакаш да бидеш политичар, ќе ти даеме 1000 и нешто евра плата, тоа ти, ако не можеш да бидеш, затоа што пари демократи велат. Во иднина која демократи ќе добијат довербата од граѓаните, да може да ја менеджират и владеат со ова прекрасна држава, и да му се поможи на секој и самите себе, ние велиме едно единствено ќе биде дека пари може да се направат во бизнис. Во политика нема да има поќе пари. Значи, затоа што ние сакаме да го уништиме тој политички криминал. Тука е исто многу важно да се уништи политички криминал. Значи, системот да се промени. Ние имаме политичари, политичкиот криминал го сметаме најопасна форма на криминал, кој што поттикнува, поддржува секаков друг вид на криминал и го заштитува. Значи, друго, мислам,
слободно може. Да, во однос на подобрување на економската состојба ги стакнавте дека треба да се намалат министерствата, да се скратат патните трошоци, меѓутоа како партија кои се вашите заложби за подобрување на состојбата економска во Македонија, ако знаеме дека каква е моменталната? Сигурно, за нас вака викам, ова го кажав, политичкиот систем, значи мито, корупција, криминалот, тоа ако не се уништи, ние да имаме улици секој велам од злато, најбогата држава да сме во светот ќе искрадат политичарите и одредна група на блиски на нив луѓе кои што се бават со бизниси. Тоа е еден круг чаробен, а народот ќе понатам ќе продолжува да пати, да страда уствари и да се осиромашува. Најважна работа за демократи, ова е све другото фарса и све е приказно, ние мора да градиме фирми, фабрики, производствени погони. Значи, кога ќе кажам фирми, фабрики, производствени погони, мислам на све. Дали тоа ќе биде производство на електрична енергија, со најсовремени методи, технологии што ги имаме, сонце, ветер, значи фекалните води може да се користат, се разбира ова што е од цела Македонија, да се произведува струја, да се произведува чиста вода, може тоа, значи од ѓубрето да се произведува технологија, се произведува струја, се произведува тули, се произведува вода и други работи, и значи струја. Значи сите тие работи што ги кажувам, ние може да ги употребиме и сакаме да ги примениме. Скоро секоја куќа, секој покрив може да се покрие со сончеви панели. Ние имаме проблем со пример со производството на електрична енергија од јаглен. Тие се најголеми загадувачи. Имаме огромен проблем во Тетово, пример, во Битола, во Скопје, во други градови кај што сме по листата во светот. Значи, што сакаме? Сакаме да фирмите што ни се наши, да државата ги финансира и ние да отвараме фирми. Се разбира, ние не можеме само да чекаме на странски инвеститори. Ако не дојдат за 10-20 години или ни нудат некои услови што за нас не ни одговарат, државата наместо да политичарите горе, што јас викам на кратко собрана како мафија, за да ги троши парите за да јадат и да живеат некој раскошен расипнички живот на наша сметка и да крадат милиарди евра годишно, гледаме од кај му се парите, се разбира, и на тоа ревизија ќе направиме. Дека сум тука да кажам дека ние сакаме да направиме од 91 година ревизија на сите политичари, потекло на името и на други луѓе. Од каде му името, ако не може да докажат легално дека го стекнале, ќе се одземи, кривично ќе бидат прогонувани. И тоа мора, тоа е нешто најважно да се направи во оваа држава. Еднаш да знаат дека во оваа држава ќе завладее законот. А не само за нив имаат привилегии, а за нас не. Утре, не дај Боже, точак да укради некој, ќе го осудат, или кебапи човекот што украде, година, 2-3, па сегде ќе го објават. Овие, гледате што ни прават. Значи, застаруваат закони од луѓе што се суди, од јавно обвинителство, од полиција. Сегде е влезен криминал. Имаме прекрасни луѓе во судството, имаме и во јавното обвинителство, и во полицијата, и во војската, и во царината. Но има една мала група, да завршам за економијата, малце се префрлив, али тоа не е битно, понекогаш, значи како така се е поврзано целиот систем. Значи економијата ни е најважна. Нас масовно младите ни бегаат затоа што ние немаме вработување. И тие вработувања што се денес просечна плата кажуваат била 25-26 000. Тоа е најголема глупост, најголема превара, манипулација со една држава. Не. Ние треба да знаеме колку е прво минималната плата. Знаеме 14.500. Тоа не можеш да живееш една недела со фамилија од 4 деца. Значи ние како демократи предлагаме минималната плата да биде минимум денес 30.000 денари. Некој ќе праша како тоа ќе го направите. Многу едноставно ќе го направиме, луѓе. Пари ќе дојдат затоа што 2 милиарди евра ќе му затвориме на овие што ги плачкаат, политичките горе, криминалци што се. Не плачкаат секој дневно, на секој можен начин, преку тендери, преку користење на коли дома, преку ручеци, репрезентации, на секој можен начин. Колку повеќе сум се занимавам, јас не сум политичар, нека знае секој. Во тие води, повеќе дознам на кој начин тие нас, како граѓани, народ не крадат. Како не крадат нас лично. Ние плаќаме даноци, данокот е 18%, катастрофа. Данокот треба да биде 6-7%. Во една сиромашна држава 18% данок на промет. Па знаете дека во Америка имаш во Аљаска 5%, имаш во Невада 6%, негде има и 8 и 9, во Калифорнија 9,50, и во некој можда имаш и 12-13. Америка е Америка, или Германија, не е битно. Јас знам за Америка се зборувам. Верувам дека
Во некои држави може да се и повисоки, ама тие се високо развиени економии. Тие заработуваат пари. Ние имаме човек што зема минимална плата или имаме преку 120, 130, 150 илјади, веќе не можеш ни податоци некојаш да ги добиеш, негде има нешто. Значи луѓе пензионери кои што земаат 6000 пензија. Па луѓе, вие ако му земите, значи на 6000 пензија 18%, тоа е скоро 1200. Тој нема пензија. Или некој што зема, ева да полесно да рачунаме 20.000, 1800 му земаш, плюс тоа е 10%. Значи од 20.000 10% е 2.000. Рачунај тој 8%, пак ќе кажам скоро 4.000. Тој дома носи, тој ќе однеси, ама тој треба пак да плаќа доприноси, плаќа 300 работи за оваа држава. Значи, просто кажано, да се намали деночниот систем, да за потрошувачка 6-7% да остане плачкан, а да се зголеми и сакаме прогресивен данок. Значи, јас не можам да заработувам, примерен, 20.000 денари, да ми земате 10%, а некој што заработува 100.000, 200, 500.000 денари да плаќа исто. Значи, треба да има една ставка до негде до 40, за најбогатите луѓе, доди до 40. Сега да се вратам на економијата, значи, како можеме, значи, ова да го направиме? Број 1. Државата инвестира пари, гради фирми, фабрики. Значи, кажав, инвестира во земјоделството. Како инвестира во земјоделството? Нема повеќе субвенции за земјоделците, ние нудиме нешто подобро. 100 пати подобро од ова. Гарантираме, значи цена, гарантираме откуп. Ти можеш да му дај субвенции 2-3 денари, еве, лекарите ми викаат дека 3 денари нешто земале, значи му даваш, али што е тоа, тој кога не може да опласира. И кога му го купуваш млекото по цена, тој треба да заработи, да има профит. Значи, најдобро е да се, за земјоделците да се направи, со тоа и ќе се стимулират, и тие треба да живеат, и тие треба да имаат убав живот. Не може некој да има 20-30 хектари да одвај да преживува, или помалце поќе. Значи, само е најважно за земјоделците, за да заработуваат добро, мора да се буквално понуди ова што го кажав на почетокот, за гарантирана цена и откуп. А ние како тој ќе спроведеме? Затоа што ние како демократи, ние ќе отвориме, значи, фирми за комерција. Имаме луѓе што не работат, економисти, правници, што не друго. Ќе ги запослиме како комерцијалисти, пред време ќе се продава. Македонија е многу мала земја, колку ние произведуваме, не сме Русија, Америка, не сме Полска. Знаете колку Полска е произведува јаболка, колку Америка и други земји? Или жито Русија, и пример зборуваме, не е битно од каде. Да. Значи, сакаме да направиме нешто што за нас е практично. Практично во конкретни случаи се го зборувам и се префрлувам малце лево-десно, затоа што како, значи сакам значи да слободно да разговарам и некои работи што ми се важни да ги кажам за гледачите, се разбира за граѓани. Значи, за нас е тоа најважно за земјоделците. И исто да се употребува врвна технологија, што е ова глупост. Ние, например, треба да како држава, бидејќи тие се сепак народни пари, да се понудат. Дали ние ќе отвараме? Дали ќе отвараме за други? Не знам како ќе ги крстиш. Ние треба за секој земјоделец да му обезбедиме, значи технологија, од трактори до се. И тие нека бидат финансирани од државата, да може примерена општина, каде што се произведува храна, да може да ги користи. Не можеме да чекаме некој да има модерен трактор кој што кошта 50, 60 или повеќе, или комбајн, или што е да е друго за садење, за прскање, да чекуваме некој што има 5-10 хектари помалци. Поќе пак ќе речам да најде пари. Нема пари. Ова држава, гледате, земјоделците одвај преживуваат. Значи, за земјоделието тоа не е многу важно. Многу ни е важно исто за вработувањето. Она што кажав, нема 14.500. Од каде парите ќе дојдат? Ќе дојдат затоа што некои газди добро заработуваат, нормално, ама не сака да го платат работникот. Тоа не е битно тие што не сакат. Со ставката што ќе донесе закон, минимум плата ќе биде 30.000 денари. Тоа е многу важно за Македонија, да се заштитиш. Да не... друга работа, видите, пример, ние зборуваме, сакам да кажам тука да спомнам, и за здравството. Значи, и здравството влегува, и образованието влегува, и животната средина, и социјалата, али сега ќе зборувам за економијата. Ние во здравството сакаме во Скопје да изградиме од 500 милиони евра, таа може и да дојде до 700 милиарда евра, еден клинички центар,
ломазен, мамутски, а што го викам. Му текнало на ДПМН порано, сега му текнало на СДС и така како кој си доаѓа на власт, ќе го градиме во Скопје. Па јас велам, за да можеме ние да функционираме како држава, бидејќи за да може и економијата да оди напред, треба да имаме здрави работници. Ние треба да изградиме инфраструктура. Значи, пак е систем промена. Значи, ако ти не изградиш инфраструктура, 10 болници помали, современи клинички центри, тето, остива. Пример, зборувам Струга. Во сите поголеми центри, нема ние што да одиме во Скопје. Ако не ги платиш лекарите, значи, што е она, лекар, специјалиста, го плаќаш, па кажуваш, па тој со дежурство зема 120 једи, не. Основна плата мора да биде 2, 3, 4, 5 евро. Зошто викам? Ако се врвни тие со долгогодишно искуство лекарите, спасуваат животи, нека зема и 10 евро. Не е тоа проблем зошто да ни заминуваат во странство. Исто за медицинските сестри, исто за медицинскиот персонал. Значи, секој што работи во болницата, да зема повеќе. Не можеш медицинска сестра ти да плаќаш, не знам колку, како што има во Битола и други места, 5, 6, 7, 10 години, што се каа под договор, па ги плаќале 6.000, па 4.000, па сега малце повеќе. Значи, ако ние изградиме современо здравство, ако ги задржиме нашите најдобри лекари, медицински сестри и персонал медицински во Македонија и ги плаќаш колку заслужуваат и нема лимит на тоа. Примерно, во други развиени земји, дали Америка, еве за Америка, може еден хирург да зема и 3 милиони и 4 милиони долари во годината, ако е светски хирург. Значи, зборот ми е дека покрај ова што ќе градиме, што го кажав, лесто сега ние да се расфрлуваме со авиони и така натаму. Македонија, значи, треба да исто финансира во млади научници, иноватори. Што е проблем да потрошиме годишно 100 милиони евра? Да ги задржиме тие 50, 100, 200, 300 илјада тук, за да ги организираме, значи, во групи. Дали ќе биде млади научници за IT, за компјутери, дали ќе биде за производство на медицинска опрема, дали ќе биде за производство на лекови. Ние чекаме од цел свет да некој наводно да направи некој лек. Сега конкретно случај морам да спомнам оваа катастрофална ситуација се најдуваме со коронавирус. Ние чекаме некој да ни продаде телефон. Ние дури чаши може да не произведуваме. Значи, во секој област демократи сакаат да развијат максимално една европска светска економија. Да не зборувам за туризм. Туризму, ќе ви кажам еден податок. Ако прашаш Германија, Италија, Франција, буџетот кај се полни, најповеќе луѓето ќе помислат па Мерцедес, па индустријата, па телефони, па технологијата. Не. Во буџетот на, пример, Германија, Франција, Италија, Енглеска, се полни најповеќе од туризм. Тие имаат историја, но и ние имаме историја овде. Имаме прекрасни убавени земји, Охрид, Струга, Свети Наум, од албанска граница до скроз до Свети Наум. Значи, тука можеш да направиш не бисер на Македонија, не бисер на Европа, бисер на светот, да направиш светска туристичка дестинација, каде што од цел свет ќе доаѓаат, не само да доаѓаат за месец и пол сезона. Значи, да направиш нешто што ќе привлечеш, дали ќе бидат спортисти, дали ќе бидат конференции, дали ќе бидат, не знам што, преку цела година, ама за тоа треба да вложиш милиони евра, а не да ги крадиш. Туризма мора, имаме планини, имаме морина. А и се извинувам, немаме море. Природни езера, сакам да кажам, реки имаме. И имаме, можеме да развиеме максимално, зборува толку години селски туризам, ама тоа треба да се инвестира пари. Значи, едно село, ако мислиме тоа е тоа село или 2 или 10 села во Македонија или 15, треба да инвестираш пари. Така се прави економија, значи не е само едно. Значи, покрај земјоделија, ние многу зборуваме за земјоделието и тоа е најважно. Нема да дозволиме, значи тука треба да се градат фабрики за крајен производ, финален, што го викам јас. Ништо не смее да се фрли, ни праска, ни млеко литар да се истури. А тоа ќе постигне со гарантирање на цена и гарантирање на откуп. Затоа реков, за нас не е проблем. Ние трошиме 200-300 милиони евра. 200-300 милиони евра, значи во Македонија за субвенции, пример, годишно, па потроши и 600 и 700 ако треба. Али затоа што
тогаш ќе ти се задоволни и земјоделците, произведувачите на храна, тоа нема поважно. Можеш да живееш без телефона, но не можеш без храна. Така. Вашата политичка партија, како што не рековме, се викат демократи. А која е идеологијата? Лево, десно, центар? И кои се вашите амбиции, да речеме? Нашата идеологија е многу едноставна. Ни лево, ни десно, ни центар. Такви работи ние не препознаваме. Доста има партии што се рекламираат десно, лево, националистички, вакви, такви партии. Нашата идеологија е како да направиме држава правна, значи да профункционира правен систем, политички систем, како да направиме високо развиена економија, како за наредни 5-10 години, значи не само што да не бегаат младите, туку да почнат да се враќаат, в случајот со Кина, бидејќи живеам преку 33 години во Америка живеев, да кажам, значи таму имаше доста од Кина што има дојдено пред 20-30 години, дури и 40 години. И тие кога видоа Кина се развива како држава, најквалитетните луѓе, научници, новатори, отидоа во Кина, отворија фирми и Кина сега знаете што е. Значи светска велесила и економија и така натаму. Значи ние што сакаме да направиме е да спречиме иселувањето на младите, да не бидиме ние гастарбајтери, да бидиме туристи по светот, а идеологијата ни е тоа да му се поможе овој народ, да спречиме ова плачка од одредени политичари и политички партии. Ние сме крајно револтирани од политичките манипуланти, профитери и криминалци од редовите на СДС, ДПМН, ДУИ и нивните коалициони привезоци. Јас можам слободно да кажам, тие значи се собраа сите, гледате што се случува. Демократи се формира со една единствена цел, за доброто на Македонија, за доброто на народот. Не сме биле политичари, никош нема да бидеме политичари. Да, ќе се бавиме и ќе се бавиме со политика. Ќе се бавиме до тој ден, у наредни 15-20 години, јас лично ќе посветам мојот живот додека не го сменим овој цел систем. Нема да чекаме 20 години, сакам да кажам. Затоа што у идните генерации да не испадни не си го променил системот, не е битно кој ќе замини. Гледате во овие владечки партии заминале, нивните председатели заминале, некои раководство, па сега се појавуваат спасители. Тоа сакаме да го спречиме. Сакаме да спречиме од лажни патриоти. Доаѓаат кај вас на телевизија, доаѓаат сегде, буквално по медиумите. Изборуваат дека тие се последниот беден и дека тие ќе спасат македонците. Албанските политички партии зборуваат дека тие ќе ги спасат албанците, ромските и така натаму. Значи, нашата идеологија да направиме правна држава, за секој граѓанин да ги има истите права, должности и одговорности, за секој граѓанин да може да се вработи овде, значи вработувањето да не биде, што го викам, политичко, криминално мотивирано вработување, што ги имаме од партиите и ги жалам тие што се запослени, ги жалам, зошто ги жалам, сега ќе ви кажам, затоа што кога ќе те запослат политички, те запослуваат затоа што си направил некоја услуга и ти си среќен, најдов работа во некоја општина, не знам, во некоја институција. А друга страна те држат како роб на дугме. После те уценуваат и се плашиш цел живот додека седиш таму да не ти избркат од работа и ти дават инструкции, донеси 10, 20, 50, зборувај за нашата партија, гледаме самите ние како ни пропаѓа. Исто сакаме тоа да го уништиме, значи насилството према народот, према бизнисмените, према сите нас што се врши. Значи каква тортура, овој народ живее во модерно робство, јас го викам. И тоа да се уништи. Овие партии за секојаш да заминат од политичката сцена, да биде тоа лошо минато колку пример да речеме во Втората светска война. Значи политичката партија демократи не се бори за своји лични интереси. Јас лично имам се. Јас сум премногу богат човек, со здравје, со памет, имам доволно. Не сум јас богат финансиски во поглед на како нашите богаташи кои што тука седат, јас 33 години не можам 1/100 од нивното богатство да го направам. А имам доволно да живеам. Јас треба сега да се бавам со тоа што треба да се бавам, да си го живеам животот. А не јас дојдов во Македонија да дишам отровен воздух, да гледам ова насилство према сите, како се заплашува. Треба да се спречи тоа. Ова е најголемо зло кога се доаѓа политички, кога те запослуваат. Значи, ние што не сме со нив,
и што не сме поврзани политички, ние ќе страдаме. Нашите деца ќе бегаат, протерани ќе бидат од оваа држава, нашите фамилии ќе се растурат, а нивните деца ќе возат Поршина, Мерцеdes и ќе носат по 5-10 илјади евра во джеп и ги знаеме ние тие луѓе кои се шо се. Немам потреба јас да ги именувам, секој ќе си се препознае во ова, и демократи кои ќе дојдат еднаш да расчистат со одредена група на луѓе, кои што само му прават огромна штета на државата. Нас преку, гарантирано 30 години, преку 100.000 луѓе ни имаат умрено од стресови. Колку луѓе имаат изгубено бизнеси, со казни и со притисоци, на колку луѓе му е уништен бизнисот, колку фамилии се оставени на милост, зборуваме, сакаме да смениме системот, сакаме за пензионерите. Видете, како што кажав, пример во Македонија за пензионери имаш, пример, 300.000 пензионери. Так. Од кои, замисли, 120, 30, 50.000 пензионери земат по 6.000. Мајка ми, пример, ќе кажам, не дека мајка, ама кој мајка ми има многу, е преку 35 години пензионер. Уште е жива. Има 10.000 и нешто пензија. Луѓе по еден денар да му зголемуваат. Денар, по еден денар да зголемуваат. Пак имаше поѓи. Од 10.000 и нешто. Такви ги има полно. Гледате што ни се случува, сакаме да го решиме проблемот, значи ние, овие нема да го решат. Во ниедно поглед не решават ништо, ова е фарса. На социјалата, му зголемавме на социјалата, му дававме поголеми пензии, 200, 300, 500 денари. Па ја направивме платата од 9.000 на 14.500, па тоа као многу. Па нашата просечна плата е 25, 27, 30.000. Превари, манипулации со овај народ, сакаме еднаш за секојаш, како што реков, да заминат. А што е најважно, да ова што го кажуваме, значи, ние, како демократи, се бориме да имаме правна држава, да владе она вистинска слобода, демократија. И, што е многу важно, сакам да спомнам за пример сега за посиромашни луѓе кои што не можат струја да платат, не можат не знам што да платат, имале сметка од 5 денари, имале сметка од 20 денари или 100 денари, или 2-3-5.000. Овие луѓе се оставени на милост и немилост, не имаме многу невработени, ама лажни се овие податоци. Сега имаме 16-17, па и да се точни, пола ни замина од народот и затоа изгледа се намалува, значи, невработеноста. Сакам да кажам дека за извршителите. Еве гледа, например, што ни се случува. Не можеш ти да имаш извршители во Македонија. Сега малку паузира извршителите. Да, паузира, бидејќи сега сме избори и така да ја што викаме, сега не казнуваат, ние за коронавирусот, како партија велиме, мерките треба да се почитуваат. Значи секој да носи маска. Зошто ова го кажуваме? Дека еве, сега во светот се докажува, порано као не сме сигурни, се докажува дека маската заштитува. Или, ако не носиш маска, треба на 2 метра. Ама бидејќи во народот е малце збунувачки, најдобро е секој кој ќе излезеш од дома, што викам пред да отвориш врата, да си ставиш маска. Чувај дистанца, кога можеш, некој што се разбира не можеш. Ако двајца носат маска, помала е шансата да се заразиме. Гледај што ни се зголемува, значи, ова случаја со и умрени и со коронавирусот, наместо да се намалува во сите држави. Сметаме дека како демократи мора да се избориме да дојдат квалитетни луѓе да ја водат, да ја менеджират оваа држава, не да владеат, да запослувањето исклучиво да биде по квалитет, стручност, образование се разбира, искуство, честност, хуманост. Не можеш некој криминалец, гледаш што ни се случува кој имаме во полиција запослен или не знам каде, или во некој фирми. Па не може да ти биде, пази, има мајка, пратеник, син со средно школо, го запослуваат инспектор. Не, во Македонија ќе има елитна единица полициска. Полицијата ќе се исчисти, има прекрасни полицајци, кои што се нападнати, тоа е мал процент, али тие се доволно еден да направи белаз за 1000 души. И ќе го исчистиме со академија, со школа, од сега само ќе бидат во полиција запослени. И тие нема повеќе што некој земјоделски, па не знам што, па не знам што. Не, нас не ни треба со земјоделски факултет да биде инспектор.
Нас не ни треба полицаец да биде со некоја средно школа, кога имаме млади сега кои што завршиле академија, 4 години факултет за безбедност, не работат, кога имаме денес во Македонија луѓе што завршиле средно школа за полицаец и не работи, затоа што партијата му обезбеди. И во овој момент би сакал да кажам што ни е една од најважните точки, се разбира, сите се на некој начин во еден ланец поврзани и важни, ние сме апсолутно против националните политички партии. Значи, Да, имате и во 6 изборна единица луѓе од различни, нели? Се разбира, ние како демократи сме значи граѓанска партија и застапуваме интересите на сите, и на македонци, и на албанци, и на бошњаци, и на срби, и на турци, и други, што не ги спомнувам, да ми опростат. Роми, власи. Се разбира, значи ги застапувам интересите на сите. Што тоа значи? Што се случува кога имаш по националност како сега? Имаме толку влашки партии, толку ромски партии, толку македонски наводно партии, толку ова, толку она, толку амаски. Тие креираат раздор помеѓу граѓаните. Со самото тоа што ние се делиме, ние сме ваков блок, тие се таков блок. Што е ова Македонија? Што е ова? Македонија е држава каде што секој ги треба, сега не е така, а ние тоа ќе го направиме, да ќе го смениме, затоа се формиравме, да ги има истите права, должности и одговорности. Секој што е роден овде, граѓанин, државјанин, македонски државјанин, македонски граѓанин, како сакаш кажи? Значи, има исти права, должности и одговорности и демократи ќе се борат за овие луѓе сите. Денес што ни се случува? Под некое перде наводно или не знам, магла ни продаваат, дека некој некого застапува. Си извинувам, јас сум македонец. Не сакам друг македонец да ми кажува, јас сум последниот беден, или дајте ми 80 пратеници, јас ќе ја спасам Македонија, јас ќе го сменам името, јас ќе го сменам уставо. Не сакам мене никој да ме спасува како македонец. Затоа што нема тие сите што излегуваат лидери на политички партии, што го кажуваат за овие избори, мислејќи дека тоа се националисти, и секој од нас е националисти, сака својата нација, ама во душа ние не сме националисти. Не сме и редентисти. Ние сме за народо, за граѓаните, исто да живееме, кој како е способен, така ќе си напредува. Тие што не ги бива или што не дај Боже за луѓе со посебни потреби тука, и за тоа ќе кажам, треба да му се поможи посебно. Значи, ако човек не е способен да работи од X причина, или болен и како било, тогаш државата, ние од буџетот на народот, се разбира, треба да имаме тој систем, што го зборувам за самохраните мајки, за стари луѓе. Тоа на таа ќе начнам малце, али сега ова за да ја завршам мислата. Значи, за политичките партии, гледајте што ни се случува. Значи, ние сакаме ова, ние ги представуваме ова, ние она, не. Вие ќе ги представувате сите граѓани на Македонија. И затоа како демократи сакаме еден ден. Значи да нема партии по националност, да не може да се регистрират, а тие што се денес регистрирани, благодарение на народот, ако ни ја дај довербата да менаџираме, ние ќе му дајме одреден рок да си ги пререгистрирате партиите во граѓански, не по таа ознака, затоа што ширите и омраза и го лажите и својот народ, затоа што ние сите, и македонците, и албанците, и ромите, и бошњаците, и сите други знаеме колку овие наши наводно партии, националистички, имат за нас направено. И тие да се еднаш за секој затворат, и Македонија сите заедно да се бориме. Секој граѓан, независно од вера, нација и така натаму. Во однос на членството, кои се членови, да речеме, од какви професии се во вашата партија, како што кажавте, кои што се членови на раководни позиции во вашата партија, не се луѓе од политиката, туку дојдени од повеќе професии. Кои се најзастапени професии во вашата партија? Видете, или има од секаде? Имаме од секаде. Ние, нашата партија, од искуството што ги имаме, поготово од наводно докторите на науки, кои што, за жал, во образованието која се зборувам, тука ќе направиме, се разбира, тотална ревизија и на дипломи, на све што е. И по учебниците, денес глупости се учат по тие учебниците. Како демократи,
Сакаме во нашата партија да учествуваат сите. Независно колку имаш образование, дали си бравар, слаткар, дали си инженер, дали си доктор на науки. Ние напротив гледаме какво злодело имаат направено наводно учените, во наводници пак ќе речем, луѓе на Македонија. Погледнете колку ни се преседатели на Македонија, доктори на науки. Гледате, јас сум доктор на науки, додека се прчи тука, а пола зборувам генерално веќе последните 10-15 години, ако не и повеќе, ги имаат купено дипломите. Имаме случаи со премиер, имаме случаи со градоначалници, не му спомнам им имена затоа што не сакам реклама да му правам, каде што додека биле градоначалници или премиери, тие докторски титули, магистерски титули, па докторски, кога имаш време да учиш? Јас сега се занимавам со политика, не сум политичар, верувајте ми како преседател на демократи, па нема време да дишам. А се замислите да сте на некоја голема функција. Значи, знаеме ние како се купени и преку глава ние на сите дојдено. Какви има доктори на науки за чест да ти? Гледате академија тоа што е са, значи академици зборуваме. Што нашите академици, освен да земат 35-40 илјади плати, имаат направено за ова наша златна земја? Си молчат, си земаат страни, дали од една партија владечка, дали од друга, дали од трета. Значи, не викам тие дека не се стручни, но ние како демократи еден ден немаме потреба да имаме академија. Која да е академија? Што академија? Која е таа академија? Зошто е таа академија? Кои се тие луѓе во академија? Како се станува академик? Значи, треба една тотална реформа да направиш ревизија. И на краја викам, што ќе ни е нас, некој да оплаќаме уште 40.000, пример, месечно, кој што ништо како академик нема направено за ова земја, да излезе ние, луѓето, сите, дали си ти со факултет или со основно, или немаш ни основно училиште, треба да излезеш да се бори за ова земја. Значи, верувајте ми, јас сум тотално разочаран, бидејќи сум живеел толку време во Америка. И јас се чудев кога дојдов прв пат, како можеме ние да живееме во овие услови. Ние се навикнавме во Македонија да живееме катастрофално, тоа е да е норма. Како нормално. Јас викам, Македонија стана една депонија за ѓубре. Гледате што ни се случува. Да не зборувам за сите, ја ќе скажам за Тетово. Депонија за ѓубре. Не може да го решат проблемот со ѓубрето, не може да го решат проблемот со водата. Кај се фабриките, Тетекс, гигант, со 9-10 илјади вработени. Го затворија пред месец, 2-3. Тотално го затворија. Не, тоа веќе е затворен подолго време, али тоа што имаше да работиме. Така, кажавте, нели, сакате да стакнете неколку мерки кои што вашата партија ќе ги преземе во однос на луѓето со посебни потреби, кои што им треба социјална инклузија во општество. Тоа ни е една од најважните точки за социјалата. Значи, ние сакаме да бидеме држава каде што ќе има хуманост. Оваа држава се изгуби хуманоста затоа што погрешни луѓе ја водат. Не можеш да очекуваш од некој што има, што краде секој ден, или што сака да краде, сака да владее, убава му е фотелјата, што изиграл некој луд политичар, наводно ќе не спасува. Јас, како што викам, дека секојаш кога владателите се во опозиција се вуваат спасители, кога се на власт се уништувачи. Значи, што сакаме за социјалата? Погледнете денес по медиумите, социјални мрежи. Секој нешто бара, дали дете да лечи негде, дали луѓе не можат да се хранат. Ние, како обични граѓани, нормално, ако имам пари, борете да поможиш, но тоа не го решаваш проблемот. Ние треба цел систем да смениме. Што значи тоа? Да спорничам. Системот се менува кога државата ќе го реши проблемот еднаш за секогаш. Со сиромаштијата. Што значи сиромашните луѓе, работоспособни, што немаат работа, треба да се преквалификуваат, се разбира. Треба интензивно на тоа да се работи. Нас не ни треба луѓе да бидат по социјала да му даваш, дали ќе му даваш 8.000, 5.000, па и да му даваш и 50.000. Не е тоа пентата. Ти треба да креираш. Државата има моќ, има пари. Тоа се пак викам наши народни пари. Значи ќе инвестираш, ќе отвараш школи, дали се зазнаете, дали зоват, за тоа што ти треба. Ти гледате денес технологијата, свето се менува. Некои професии се изгубени тотално, тие нема да се вратат. Денес знаеме дека IT инженерите и така натаму, компјутерите, најповеќе, па таму ќе ги упатиш луѓе кои што за тоа гибнува. Немаме бравари, немаме електричари, немаме водоводчи, затоа што ни заминаа Германија или во другите земји. Значи, тоа да го решиме, како што реков, на еден систем,
да му се поможи. Друг проблем имаме огромен, значи со луѓето со посебни потреби и болните. Значи, во ова држава нема парите да се крадат од страна на политичари и директори по болници и не знам што. И има една мала група на лекари кои што нон-стоп земат мито, сакаше да те правам операции и така натаму да те убрзаме. И лекари, и се разбира, тука се умешани некои што му помагаат од персоналот. Значи, ние тоа треба да го блокираме. Што значи? Значи, што ќе направиме во иднина? Едноставно, ќе државата одделува секогаш одредена сума на пари. Не вака 6.000-7.000. Мора тоа да биде негде околу 15, за да тие може да преживеат на тоа. Али, да има некоја норма. Во Америка беше социјала му се додолуваше цел живот, па се тие направи 2 години во рок на твојот живот. Значи, со тоа те мотивираат да бараш работа, ама и државата, како што реков, да ти поможи. Се знае, на самохраните мајки. На самохраните мајки не можеш да ги оставиш тие луѓе со едно, со 2 деца, па ќе му кажеш ева ти 50.000, па тоа е доволно. Значи тука треба да се организира еден цел систем, да му се поможи. Има насилници, повеќето се мажи, понекогаш. Значи треба да се згрижат тие луѓе, да има институција, ама институции кои што ќе работи во моментот тука сега итно, да ги решава проблемите, да има каде да се сместат овие луѓе, а не да зависат од некој насилник и да не може да го напуштат брако или не знам што е тоа. Значи и финансиски, и на самохраните мајки, пример, мора да му се дај приоритет при вработување. Во струката што може да ја работа. Значи, само така ти можеш да му поможеш, да не зборувам за здравството бесплатно и така натаму тие работи. За луѓето со посебни потреби, тоа е приказна жалостна. Ние овде немаме осет за нив. Имаме луѓе кои што се раѓаат како инвалиди, пример да речеме, и со тешки проблеми, не може да одат парализирани и така натаму. За нив не е само да му даеш одредена сума на пари и некои други инвалидите и луѓето што имаат помаци поќе. Значи, не само што треба различна сума на пари да се дадат, туку треба тука државата да се уклучи, да му поможат на тие фамилии. Не да ги остават на родителите само. Снајдувајте се. Оти зборувам јас со такви родители. Значи, државата треба да организира дома посета, да све што треба, значи, да се на тие што му е најпоќе потребно да му се пружи помош, да не ги оставиме само фамилиите да се грижат за своите деца или постари луѓе. За старите, реков, за пензионерите, да не ги лажиме пензионерите со 7, 8, 9 илјади. Сите во последните 20 години што не можеа да остварат 30 години од постојањето на Македонија како независна држава, да му се обезбеди цела пензија, не 6.000 вика. Да не зборувам за бранителите. Да не зборувам што му се има некаква неправда на бранителите. Катастрофална. Кој ќе земи стан, кој ќе земи, но тоа се нивни партиски послушници, што викам јас, свака побрзобразно полтрони, кои што еве и помагаат во уништување на државата и нас како граѓани, да опстанат овие политички партии. Ние сакаме, значи, тој систем, стари изнемоштени, се знае како се работи. Слушам министерката Царовска, кажуваше некој, не знам, не никако да го кажам, глупости, подобро да кажам. Па нас не ни треба домови, тоа биле гето, тоа биле... Па господи, гето ќе ти бидат ако не направиш современ старички дом. Ако не запостиш луѓе што ќе работат таму. Ние имаме домови. Па ајде дома ќе изместуваме, ајде по фамилии, па вака било, па не дома ќе одиме, па видите. Со тоа се креира нови вработување наводно, ќе одиме кај постари луѓе дома, тоа треба илјадници да запостиш из Македонија дома. Многу е подобро решение да се изградат домови. Зборуваме за градинки, страмота. Во Битола се фалат, замислете, градинка добиле дозвола сега да градат, па сега за уште една се борела началничката. Мизерија невидена, со кружни кои не лажат. Значи, дајте луѓе, за социјалата, значи, за самохраните мајки, за луѓето со посебни потреби, што го кажав, не можам сите закони што сакаме да промениме, да ги кажам во ова едно интервју. За старите, знемоштените, за пензионерите, демократи ќе се борат и ќе се изборат да имаат живот како што заслужуваат. Цел живот пензионерите 40 години работат и сега да имате ни мизерни пензии на ова скапотија. Кој го лажат? Му вика на мајка ме, бајде 600, 700 на мајката и на кој да било. Тие покачавме платата и сега мисли тоа го решиле проблем. Не го решиле проблем. Да не зборувам за луѓето што се грижат
за старите луѓе што изнемоштени што не можат. Што е она 4000 помош, 3000, 5000. Сакам да кажам, системот мора да се менува. Не смееме да дозволиме болен човек да зависи, да бара пари, да моли за пари, за некој. Имаме случаи кои што не успеале да ние како граѓани да учествуваме во тие добротворни, да речем, акции, и имаме луѓе и млади и постари што ни умират. Не, здравството, државата ќе обезбеди лечење. Ако тука не сме ние способни да имаме за некоја болест, ќе пуштиме Германија, Америка, Русија, кај да. А не вака. Значи, ние сепак затоа викам се формиравме, ние сме пред се хумани луѓе. И можам слободно да кажам, нашата биографија, споредба со овие сите што се формирани партии, мене ми е многу жал вака што зборувам. Јас не сум тука за да напаѓам, но да ја кажам вистината. Оти некој од овие манипуланти вела, јас сега не напаѓам, формирал партија, сега тој не напаѓа. Па што ќе напаѓаш ако ти почнеш да напаѓаш, што ќе напаѓаш 20 години, 10 години, 5 години, 8 години си работал за овие владеачки партии кога баш и сега и порано уништувале. И си дигал рака во собрание, или си бил градоначелник, или си бил некој министер. Или си бил, да не ги спомнам имињата, си бил премиер. Знаете си. Значи, демократи единствено се формира за да му поможат на овој измачен народ и да направат држава. Економски, моќна, нашите граѓани бидат туристи во светот, а не гастарбајтери, да имаме врвно образование, да имаме врвно здравство, ние да имаме, значи, чиста животна средина како што имаат во Шведска или друго место. Зошто? Ние сме, јас гледам во Америка, тама имаш од цел свет, доаѓаат научици, доаѓаат иноватори, доаѓаат многу способни луѓе, се разбира, и секакви ги имаме. И гледам како ништо никој не е попаметен во светот од нас, од граѓаните на Македонија. Само треба да ни се креираат услови, и тоа сакаме ние како демократи, да креираме услови. Дали се работи за економија, ние имаме прекрасни лекари, прекрасни медицински сестри, прекрасен персонал. Од се и се што немаме ние што немаме. Може и нашите да бидат, и да не зборувам за спортот. Ние во нашата програма имаме за сите спортисти, за сите клуби. Државата ќе си оддели пари и ќе ги финансира. Ние немаме економија да очекуваме, како во Америка и други држави, Германија, да очекуваме ни Шведска, дека некој ќе ги финансира големите тајкуни, што ги викаме. Овие ги гледаш, по големите богаташи, повеќето, има и прекрасни луѓе кои што се добри бизнисмени и затоа ние сакаме нив да ги поддржиме. Што јас велам дека заслужуваат секој што е чесен да биде поддржан за ниот систем, затоа зборувам систем, дали е во здравството систем, дали во ова. Значи, што сакаме да завршам мислата е дека ние сакаме да се креираат услови за сите и каде било, дали е социјала, дали е зова, народот да живее поубаво, подобро. Парите од државната каса, народна каса, ние што ги плаќаме, што ни земат сега лудачко 18% ДДВ, и што ни даваат данок богатите луѓе демек да плаќаат 10% со нас, некои фирми воопшто не плаќаат, тоа се разбира. Значи, да направиме држава каде што сите ќе живееме кој што треба. И она само мислата сега да ја завршам за спортот. Гледате како го ништи е спорт. Ние немаме спорт. Треба да дојде некој за некоја јака екипа да направи. Погледнете Варда. Фантастични резултати во историјата. 2 пати првак на Европа. Ова држава не може да најде сила. Дали е тоа, јас сум каратиста, дали е за карате, дали е пинг-понг, дали е фудбал, треба да се финансира. Значи секој клуб да биде финансиран, не да се мачат кај да најдат сала. Тренерите, помошниците да бидат платени со плата. И после тоа, ако сакат нешто друго да работат плюс, нека си работат луѓето. Спортисти, врвни спортисти, треба големи стипендии, не 200, 300, 400 евра. На еден спортист само тој да јади му треба 1000 евра и повеќе. Тој ја представува Македонија. Зар има повеќе нешто и поважно од кој ја представува Македонија? Најголеми амбасадори се спортистите. Ние отвараме амбасади и представништва, нема што да отвориш, ние сме мала земја. Ќе отвориш само во главни држави, кои што треба да отвориш. Кај можеме ние како мојна држава, пример од овие развиени, да отвориме во секоја држава амбасадори? Гледаш, они се случува по тие амбасади. Значи, јас велам, спортот, како што спомнав,
Тоа ние ќе го направиме. Ако може да одделат и да крадат милиони и милиарди евра, ние можеме да одделиме 50-100 милиони годишно. Тие пари ќе ги најдеме. И што е многу важно, ако затвориме таа дупка што кажам на почеток, политички систем, политичкиот криминал, грабежот од политичарите и од одредени други луѓе, почувајќи од сите институции. Стави го министер, кради. Стави го ова, кради. Стави го директор, кради. Стави го шеф на возен парк, кради. Стави шумар, кради. Не гледа што ни направи. Значи, каква мафија постои во шумството? Абе, уништија, ги оголија шумите и планините. Зошто? За одредена група на луѓе тие да имаат добив. Тоа треба да се спречи. И каде не, значи не можам се да кажам се и не би сакал да кажам затоа што нема време. И вака се брзам да кажам, се разбира. А многу е важно да сватат луѓето дека за да гласаш за некого, за да некоја партија политичар поддржуваш, треба да знаеш што му е на луѓето на партијата биографијата. Ние рековме, одете 20 години, секој нека се запраша што е биографијата на овој народ. Ние како демократи се залагаме. И секој сме биле против промена на името. Секој сме биле против промена на името. Тоа е стравично што се случуваше. Значи страшно, уствари, што се случуваше во Македонија 23-4 години. Договор на владеачките политички партии ДПМН, СДС, ДУИ и сите други мали партии што се нивни што викам сателити, да не речам полтрони. Така. Господин Огненовски, благодарам што бевте гостин во емисијата Спектар. Ви посакувам успех, вашите заложби да ги остварите, не лично како председател на партијата и како партија Демократи. Благодарам многу. Јас само едно можам да кажам, се обраќам до сите граѓани на Македонија, да знаат дека сме тие ние, народот на оваа држава, што може да ја промени ова цела ситуација. И затоа ги повикувам сите заедно да кажеме доста е од ова што ни се случува и заеднички со демократи да изградиме функционална држава. Така, почитувани гледачи, ова беше господинот Ѓорго Огненовски од партијата Демократи. Останете со нас, следуваат интересни содржини на телевизија Кисимената.